Тутунарите од Прилепско бараат воведување на нов начин на осигурување на родот, а не како досега преку осигурителни компании, кои според земјоделците годинава воопшто и не сакале да ги осигураат посевите со тутун, а во изминатиот период пак доколку дојдело до невреме. Нереално се вршеле проценки, биле исплаќани помалку средства од реалните. Тутунарите бараат осигурување на тутунот со самото склучување на договорот за откуп. Секој тутунов производител кој ќе со самото склучување на договорот да му биде тутунот осигурен. Со приватните компании тоа не можеме да го доспееме. Ти плаќа во посебен фонд. И тоа е за осигурување. Со помали франшизи, со помали трошоци. Имаат интересен предлог. Дел од фондот за осигурување да се полни со средства кои ги плаќаат авионските компании за прелети над Македонија. Не смееме да користиме градобитни ракети. Поради авионски летови што има. А за авионските летови воздушниот простор е платен. Значи, и од тие средства треба да одат во тој фонд за осигурување. Инаку од 1315 поднесени барања за обештетување на земјоделците од мало и големо конјари, кои пред 3 недели беа погодени од катастрофално невреме. Комисијата за елементарни непогоди од општина Прилеп досега успеала да разгледа околу 400 барања. Инаку за месец и половина ова е второ невреме во овој регион. Од кои 400 барања во просек штетите се движат во проценти од 60 па до 90% штета на земјоделските култури, претежно на тутун. Од првото невреме 105 барања беа, сите се комплетно завршени, во тек е изработката на елаборатот и тие можат комплетно да бидат доставени до Советот на општина Прилеп, меѓутоа мислам дека заедно ќе бидат доставени со вторава проценка. Земјоделците апелираат до општина Прилеп и до владата да се оддела што е можно повеќе средства за обештетување, затоа што најголем дел од нив сега биле останати без ништо.